Прочка. Прочка бара помладиот од постариот со зборовите: прости ми. А постариот одговара: простено да ти е од мене и од Бога. Неделата пред Прочка се нарекува бела или сирна недела, кога не се јада месо, туку се јадат млечни производи или сукани пити. Прочка во семејството се одбележува со богат ручек кој завршува со амкање јајца. Варено јајце се врзува на конец над трпезата и се завртува над главите на децата. Детето што ќе успее да го гризне јајцето се прогласува за најсреќно во следната година и добива награда. Денот по Прочка е чист понеделник, кога почнува големиот великденски пост. Прочка го означува и крајот на зимските и почетокот на пролетните празници. Еден од главните елементи на Прочка е маскирањето и преоблекувањето. Според обичајот, за велики поклади, порано се маскирале само мажите, а маските требало да бидат што пострашни и посмешни. Најпознатиот настан за велики поклади во Македонија е Струмичкиот карневал или Тримери, кој е влезен и во светскиот календар на карневалите и во последните години е навистина голема туристичка атракција. Во минатото во Скопје, често на денот на празникот Прочка се практикувало фотографирање во ателје. Скопските обичаи кој дел имале христијанска основа, а дел од нив биле поврзани со паганските верувања, најчесто биле исти како и сите останати во Македонија. По фотографирањето, пресоблечените возрастни и деца одале на плоштадот во градот и на главните улици Крал Петар, која е денешна улица Македонија, и улицата Војвода Путник, кеот на реката Вардар, каде што изгледало како на пазар на разнобојни костуми и тоалети. Празничната атмосфера се надополнувала со фрлање конфети, улични музичари со народни инструменти, игри и песна. По Втората светска војна, празникот во редуцирана форма се прославувал само во круговите на семејствата според сопствената иницијатива и убедување. Во Велес, традиционално на Прочка се маскираат децата, а во минатото и возрастните, и пеат во групи. Се нарекуваат прочкари и ја пеат песната Оптири лајлам, трала лада лајлам. Тие влегуваат во домовите на велешани за да го најават скорешното доаѓање на пролета. Маскирани се во дедо, баба, зет, невеста или доктор. Штом ќе отпеат песната, ја боцкаат бабата, а таа паѓа и лекарот ја кажува диагнозата, според која бабата е болна од шекерна болест и за неа лекот е баклава, а наградата за лекарот се парите. Тие се награда од домаќините за посетата на прочкарите. Така е до пладне, кога започнува времето за ручек, на кој бабата и дедото веќе ги поканиле керката и зетот. Од приквечер граѓаните се раздвижуваат низ улиците во градот и почнуваат визитарските посети во домовите на родителите, постарите членови на семејствата и кумовите. Помладите со лимон и портокал во рацете, од постарите бараат Прошка велејки: простете ми ако нешто сум сгрешил. На што постарите ќе одговорат: простено ви е и од нас и од Господа. Градот Струмица има една од најдолгите традиции кои се изведуваат за време на Прочка. Најпознат е Струмичкиот карневал. До 1960 година карневалот се изведувал исклучиво во неговата превобитна функција, односно се изведувал во домот на армасаната, односно свршената девојка, како дел од обредот на иницијација на една невеста. Но
Од 1960 година тој почнува да се одржува помасовно и поорганизирано на плоштадот во Струмица и тоа во ноќните часови. На карневалот почнале да учествуваат како поединци, така и организирани групи, граѓани од Струмица од сите возрасти, но и граѓани од други градови од Македонија. Од 1990 година Струмичкиот карневал почнува да се шири и да добива помасовен карактер со учество на карневалски групи и од други балкански земји, со што прераснува во најатрактивна и најорганизирана традиционална манифестација, не само во Македонија, туку и на Балканот и пошироко. Амкањето јајца бил обичај кој се одржувал вечерта на поклади, кога потесното семејство се собирало дом. Обичајот се спроведувал така што варено, нелупено јајце се врзувало на конопен конец и се обесувало на стапче или на сукало. Потоа, децата седнувале крај трпезата или клечале на колена, а некој од возрастните го нишал јајцето, доближувајќи го кон устата на секое дете, кое викало «ам, ам» и се обидувало со устата да го фати јајцето. Потоа, јајцето се кршело и највозрасниот член на семејството ја вадел варената жолучка, а во половините од белката турал малку вода, од која сите учесници во амкањето пиеле по некоја капка. Потоа, конецот го палеле за да видат каква ќе биде иднината на семејството. Ако конецот горел силно, тоа значило дека годината ќе биде здрава и среќна. На крајот, сите деца меѓусебно се проштевале, а потоа барале прошка од родителите. Прости ми ако сум сгрешил. Нека ти е просто и од мене и од Бога.